Денеска сме тука собрани за една интересна иницијатива која е во линија со она што во комората го заговараме веќе подолго време. Би сакале комората да биде вистински одраз на она што е македонскиот профил на економијата. Вие знаете дека често имавме одиум на тоа дека премногу ги застапуваме интересите на така наречените големи компании, оние кои доминираат во македонската економија, и бројките навистина говорат во тој правец. Значи, и покрај тоа што некои огромни 99,6% од компаниите во Македонија спаѓаат во категоријата на микро, мали и средни предпријатија, оној 0,4% спаѓа во категоријата големи компании, тој 0,4% од субјектите генерира огромни 40% од додадената вредност во економијата. Но сите овие години заклучивме дека фокусот само на тој сегмент на економијата не е доволен. Првенствено заради тоа што една огромна маса на компании која запослува од своја страна 70% од работната сила во Македонија е несериозно артикулиран, недоволно застапен и нема доволна гласност. Вие сами знаете дека во нашава држава се поддржува, особено администрацијата, за која перманентно говориме дека е премногу непотребна, дека го товари буџетот на државата, дека ги товари компаниите. Се мисли за стандардот на луѓето заради тоа што тоа се гласачи, а економијата оставена на страна. Таа треба да преживува во било кои услови и мислиме дека во тој сегмент државата сите овие години направи навистина малку. Македонската економија, ние стално говориме дека е жилава економија, дека успева да се справи со сите проблеми, меѓутоа навистина е навредливо она што ни се случува сите овие години, и навредлива е особено комуникацијата со владеачките гарнитури. Не говорам само за последната, во серија владеачки гарнитури овдека говорат едно, а низ годините и низ владењето се случува нешто сосема друго. Добро е што 24-та година е и добра и лоша година. Ова е година на избори, ќе имаме двојни избори, ќе имаме скоро 5 месеци, повеќе од 5 месеци блокиран процес на економска активност. Владата ќе биде поприлично рестриктирана состојба да влијае на економијата, и она малку пари што доаѓа од државниот буџет према економијата ќе бидат ставени под знак прашање. И цениме дека е токму ова вистински момент да почнеме сериозно да говориме за економија и за потребата државата да се врати назад на вистинскиот фокус, а тоа е дека без економска активност, без бизнис, без стопанство, државата не може да постои само по себе. Она не може да постои само со постоење на администрација, со крадење на државниот буџет и фондовите од буџетот. Не може да функционира во смисол на тоа дека ќе оставиме економијата, па кој преживее. Повеќе не би говорел, ценам дека вистинско време најголем дел од политичките партии ќе бидат тука со нас и добро е да имаме заеднички унифициран став за тоа што ќе им порачаме и што треба да имаат во своите, ако ништо друго, политички програми, затоа што цениме дека, мислиме дека дошло време сериозно политичките партии кои претендираат да владеат со државата да имаат фокус на бизнисот глобално. Една, би рекол, долгогодишна иницијатива конечно добива своје финале. Денеска е почеток на нашата иницијатива. Ја имам Габриела со нас, која беше и иницијатор, и се надевам ќе ви говори малце повеќе за нашиот центар за микро, мали и средни предпријатија и ќе проговориме за сите тие аспекти. Секако на крајот на оваа презентација би сакал да го чујам и вашите сугестии и мислам дека ова нема да биде, нити ќе биде прв состанок, но нема да биде последен. Ќе се среќаваме почесто, ќе разговараме за да ги дефинираме нашите позиции во однос на глобалните случувања кои ги очекуваме во годината што доаѓа. Меѓу другото имаме и парламентарни избори, значи ќе имаме промена на
или ќе имаме старо нова влада, ќе видиме што се случува. Меѓутоа, секој случај ќе имаме ситуација во која политичките партии ќе треба да седнат и да се договорат за тоа каде иде оваа држава генерално. Ви благодарам многу што денеска сте тука. Ми е драго што има многу дами. Дали тоа значи дека нашите микро, мали и средни предпријатија ги раководат дами, тоа е, како да кажам, за мене изненадувачка приказна, меѓутоа и покрај тоа што сите тврдат дека бизнисот не е машка работа, и се надевам дека и се повеќе и повеќе дами ќе бидат во бизнисот, затоа што мислам дека они меѓу другото и подобро го работат бизнисот од позиција на раководители, ако ништо друго имаат поголем сенс за тоа каде идат, помалку рискираат и повеќе мислат за иднината на компаниите. Ви благодарам уште еднаш што сте денеска тука и давам збор на Габриела. Габриела, повели. Благодарам, Тони. Ќе се приклучам да ги честитам изминатите празници, да оваа година ни биде со многу позитивна мисла и да работиме сами на себе, многу повеќе во рамки на оваа комора за допринос на економската благосостојба во државата. Тони, морам пред да почнам да го представам центарот и јас како претседател на овој центар за микро, мали и средни предпријатија во рамки на комората, да кажам дека голем број на жени кои што ги гледаш овде, е докажано дека доколку жените повеќе се уклучат во сите аспекти на владењето во едно општество, имаме големување на подобра економска активност и подобри резултати, затоа што, извини, и да не се гледаат жените напред, кај нас важи дека и во позадина они владеат. Не мора да се во предната линија. Почитувани медиуми, почитувани присутни, улогата и активностите на Центарот за малите, микро и средни предпријатија при комората. Денеска ја правиме промоцијата на овој центар со наслов Комората со нова алатка за поддршка на развојот на малите, микро и средните предпријатија. Ова го правиме за да ја информираме и јавноста за важноста и потребата од формирање на овој центар. Идејата е да поддржиме економската активност на оваа група на компании кои доминираат во структурата на нашата економија со конкретни чекори. Има значаен број на вакви компании кои покажуваат позитивни резултати во работењето, но не се доволно видливи. На истите, било која помош, поддршка или стимул може да представува дополнителна мотивација за да се насочи кон еден одржлив економски раст и развој. Доколку малите, средните предпријатија и микро сакаат да станат конкурентни, да играат позначајна улога како во внатрешниот, така и во надворешниот пазар, мора постојано да се надградуваат, да растат, да го зголемуваат бројот на вработење, да го зголемуваат опсегот на своите производи и услуги, пазарите, а со тоа да остваруваат и поголем профит. Затоа е потребно континуирано да се следат, да се имплементираат стандардите во работењето, зашто треба да има и едно секојдневно информирање со цел запознавање на важноста и потребата од следењето на овој процес. Токму во тој дел Центарот при комората ќе има значајна улога. Малите, микро и средни предпријатија искуствено се потврдува дека се поттикнувачи во процесот на воведување на иновативни решенија. Тие се активни креатори и следбеници на сите нови текови кои глобалните пазари ги инсталираат. Но слабоста на оваа форма на правни субјекти е што тие сами индивидуално не се во можност да имплементираат големи процеси за кои што се потребни и соодветни инвестиции, кадар, опрема, а воедно се соочуваат и со недостиг од соодветни менаџерски вештини, капацитет на работна сила. Од друга страна, во поглед на големите компании, тие се во подредена положба поради малиот број на работници,
во деловните субјекти кои што ги имаат и немаат можност секогаш да бидат во тек со сите потребни информации, да може да ги превземат соодветните действија за надминување на бариерите и следење на законските процеси. Нотирајќи ги сите овие работи, целта на нашиот фокус на делување на овој центар ќе биде кон креирање на програми и услуги кои ќе бидат корисни за микро, малите и средните предпријатија, консултации и стручна помош за обезбедување на финансиска поддршка, обезбедување на редовни информации за состојбата на пазарот, следење на прописите од значење на компаниите и други видови помош на барање на компаниите, пристап и поддршка за иновација и развој на новите технологии во бизнисите, контакт со компании и производители на суровини и материјали за производството, вмрежување во рамките на комората и регионално, стручна помош за пристап до фондови за инвестициски развој, поддршка при дигитализација, можност за регрутирање на работна сила и можност за пристап до обуки на преквалификација на работната сила, организирање на семинари, работилници и секакви други форми на едукативни настани. Активности во насока на подобрување и напредување на менаџерските вештини за унапредување со овие предпријатија, воспоставување на соработка со институции, донатори и други потенцијални субјекти во зависност од потребите на членките на центар, промоција на услугите кои ги нудат членките и сите други видови на услуги и активности кои што ќе бидат предложени во согласност од потребите на компаниите. Сето ова има за крајна цел поддршка и поттик на малите, микро и средните предпријатија на патот кон него интегративните процеси, користењето на програмите кои што ги нуди Европската Унија за подигнување на капацитетите на овие компании на различни нивоа: иновативност, конкурентност, дигитализација, екологија, менеджмент. Овдека морам да дополнам дека светските истражувања кои ги испитуваат малите и средните предпријатија доаѓаат до заклучоци дека токму овие сегменти на компании се носители на економскиот раст и развој. Затоа и често се препознава дека токму тие компании влијаат за намалување на сиромаштијата. Владите во многу земји ја препознаваат виталната улога и важноста на овој тип на компании и затоа се убедуваат да ги поттикнат, да ги поддржат, да ги развијат и да воспостават услови кои ќе го фаворизираат токму нивниот развој. Токму ние тоа сакаме да го направиме преку овој центар и ќе го направиме, и фокусот ќе биде кон факторите кои што токму ќе влијаат на растот и развојот на овој тип на компании. Добиените резултати од различни истражувања исто така покажуваат дека единствена променлива константа која има статистички значајно влијание врз бруто домашниот производ по глава на жител е и кредитирањето на приватниот сектор на микро, малите, средни компании. Исто така, резултатите покажуваат дека инвестициите во истражување и развој имаат позитивен ефект врз бруто домашниот производ по глава на жител, како и во решавање на несолвентноста, инфлацијата и процедурите за започнување на бизнес. Ваквите наоди укажуваат и дека треба да се фокусираме токму на овие фактори доколку сакаме да се поттикне растот измерен преку бруто домашниот производ од глава на жител преку малите и средните предпријатија. Самото управување со една компанија е континуиран процес кој што ја иницира и насочува деловната активност. Овој процес може да се подели во 3 фази: планирање, организирање и контрола. Управувањето со малите и средните предпријатија концептуално не се разликува од процесот на управување од големите. Меѓутоа, она што ги прави посебни овој тип на компании, особено
Оние компании, класифицирани како микропредпријатија, се нивните ресурси. Управувањето со компаниите во услови на недостиг на ресурси влијае на дефинирање на организацијската структура. Овде ќе има Центарот значајна улога во формирање и поддршка на различни ресурси и олеснување за добивање на истите на еден поблизок и попристапен начин. Ви благодарам.